Почитувани, неспособноста на СДС од ден на ден се повеќе излегува на површина. 2,5 месеци се на власт, а не можат да пуштат во употреба веќе завршен автопат. Ветуваа 600 километри нови автопатишта, а сега гледаме дека не можат да пуштат во употреба ни автопатска делница која е веќе завршена од владата на ВМРО ДПМНЕ. Автопатската делница Темир Капија Смоквица во должина од 29 километри и вкупна вредност од 218 милиони евра важи за една од најтешките автопатски делници во Републиката, која е целосно реализирана од страна на владата на ВМРО ДПМНЕ и единствено чека пуштање во употреба веќе 2,5 месеци. Единствената причина зошто денес граѓаните на Република Македонија не се возат по новиот автопат е неспособноста на владата предводена од СДС. Цело лето да дислоцира електричен столб и да добие одобрение за градба за диспечерски центар. Незаинтересираниот министер за транспорт и врски Сугаревски пред 3 недели во изјава за медиуми изјави дека бара од јавното предпријатие за државни патишта и АДМЕПСО да ја комплетираат документацијата потребна за решавање на овие две банални прашања. Поминаа 3 недели, а јавноста нема одговор во што е проблемот. Граѓаните не можат да чекаат неспособниот Сугаревски да изведе најобична административна процедура која се решава во рок од неколку дена. Не знаејќи што да прават, владата на СДС во својство на собрание на акционери на АДМЕПСО на 25.7.2017 година донесува одлука за запишување на правото на собственост на далеководот Дуброво, грчка граница, на АДМЕПСО Скопје, која е целосно незаконска. Потврдата дека одлуката е целосно нелегитимна е и негативното мислење од Секретаријатот за законодавство во владата на Република Македонија. Неспособната влада на СДС не ги познава законите и законските процедури на Република Македонија. Одлуката, доставена до катастерот за запишување на далеководот, која засноваат на Законот за трговски друштва, е комплетно незаконска. Доколку СДС сака да го реши ова отворено прашање, може на првата наредна седница на влада да донесе одлука согласно членот 65 од Законот за користење и располагање на стварите во државна собственост, кој е легитимен основ за запишување на правото на собственост на овој вид објекти. СДС треба веднаш да престане со беззаконието кој упорно го практицираат во државните институции и да престанат да прават притисоци врз државните службеници во катастерот да спроведат незаконска одлука. Владата на СДС, доколку сака да го реши овој проблем, треба веднаш да ја повлече незаконската одлука и да ја прекинат праксата од минатото, кога владите на СДС носеа незаконски одлуки за пренос на правото на собственост и да донесат нова одлука согласно решението кое го нудиме. Владата на ВМРО ДПМНЕ напорно работеше за реализација на овој капитален проект, кој го докомплетира автопатското решение на Коридор 10 на територијата на Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија не треба да чекаат уште дополнителни 2,5 месеци за СДС да реши најобичен проблем кој се решава во рок од неколку дена. Ви благодарам.